Добро вечер, почитувани гледачи, во 20 часот проследете го третиот дневник на К3, а во него ќе гледате. Започна обуките за младите лица во руралните средини од североистокот. Инфраструктурата во Македонија е раздвижена, се градат 3 автопати, се врши санација на сите патишта во земјата. Спасени 500 лица по пукање на браната во Бразил. Стартува петото коло во македонското кошаркарско првенство. Куманово гостува во Струмица. За преостанатите содржини од овој дневник бидете со нас и по кратката пауза за реклами. Добро вечер, почитувани гледачи, трет дневник на К3. Православните христијани денеска одбележуваат Митровденска задушница во чест на душите на мртвите. На овој ден се посетуваат гробиштата каде што со молитва, пченица и лепче осветено со црвено вино се изразува помен за починатите. На задушница верните даваат милостина на сиромашните во име на покојните и се молат за покој на нивните души. Во православната црква празникот задушница секогаш паѓа во сабота пред празникот Митровден. Тогаш верниците ги посетуваат гробовите на своите блиски, таму држат помен и делат храна за душите на умрените. Во секоја црква се служи литургија за упокоените. Митровденската, која е една од 4 задушници во годината, е востановена во 14 век и најпрвен била руска традиција од каде што преминала и во повеќето православни цркви. На ова задушница во прво време биле споменувани само православните војници, меѓу нив биле и двајца монаси, Александар Пересвајт и Ослабја од Московската обител, на живоначалната тројца, кои паднале на браникот за верата и татковината. Димитри Јовановиќ Донски, откако ја извојувал победата во битката со мамаите на Кукликовското поле во 1380 година, во која погинале и двајцата споменати монаси, ја посетил нивната света обител за таму да учествува во извршување на поменот за нив. При тоа тој предложил црквата да го прави овој помен секоја година во Митровденската сабота. Од тоа време црквата ја приброила оваа задушница во Вселенските родителски саботи, а нешто малку подоцна востановила во ова сабота да се извршува помен, не само за паднатите за верата и татковината војници, туку и за сите починати воопшто. Празникот Свети Димитри Великомаченик, чиме го носи Кривопаланичката градска црква, традиционално ќе ги собере православните верници во дворот на црковниот храм за престојното одбележување на Митровден од следниот прилог. Православните кривопаланчани утре ќе се сплотат при одбележувањето на верскиот празник Свети Великомаченик Димитрий, кај народот познат и како Митровден. Во градската црква која го носи името на овој светител, одбележувањето ќе биде во духот на православието и споменот за големиот великомаченик. Според црковната пракса, вечерна божествена света литургија ќе биде отслужена во предвечерието на празникот, како и утрото на самиот празник, со која ќе чиноначалствува митрополитот Кумановско-Осоговски господин доктор Јосиф во сослужение со свештеници од Кривопаланичката епархија. Најпрвен чествувањето на споменот на великомаченикот Светиот Димитри ќе започне со вечерна богослужба во истоимениот храм, која ќе започне околу 4 часот. На вечерната богослужба ќе чиноначалствува неговото високо преосвещенство митрополитот Кумановско-Осоговски господин доктор Јосиф. Потоа утрешниот ден, односно денот на Светиот Великомаченик Димитри, ќе започне со утрена богослужба и божествена архиерејска литургија. Утрената ќе започне во 7 часот, во 8 часот да започне архиерејската литургија, каде што најпрви честното свештенство и браќата и сестрите во Христа ќе го пречекаат високо преосвештениот митрополит и ќе се отслужи божествена литургија. Традиционално во дворот на светиот храм ќе биде осветена вода, пошто следи црковно-народниот собир на кој верниците кршат колачи за здравје на своите семејства. После божествената литургија ќе бидат кренати традиционално како и секоја, така и ова година кумските колачи и ќе биде осветена вода. Така да ги повикуваме сите во Христа браќа и сестри, заедно да го чествуваме споменот на Светиот Великомаченик Димитри, кој што секогаш го имаме како голем
поборник наш во нашите неволји и страдања и маки. Традицијата за подигање на кумски колачи на светиот великомаченик Димитри не можеме да кажеме дека трае од скоро време, бидејќи колку што споменот на светиот великомаченик Димитри трае со векови, така да и таа традиција не е скора и не е нова, а присуството на верници е секогаш бројно. И секогаш има верници кои се дојдени со целото срце и душа да го прослава споменот на светиот великомаченик Димитри. В рамки на проектот за граѓанско учество во рурални средини, кои го спроведуваат партнерски организации од Куманово, Крива Паланка и Штип, започна обуките за младите од рурални средини за развој на граѓанскиот активизам. 30 на млади од рурални средини од општините Куманово, Крива Паланка, Кратово, Ранковци и Старо Нагоричане учествуваат на дводневната обука која има за цел поттикнување на граѓански активизам, јакнење на персоналните вештини, поголема информираност за формите за непосредно учество при креирање политики и решавање на одредени проблеми значајни за локалните заедници. Проектот е поддржан од USAID, а го спроведуваат Норгесвел од Крива Паланка со партнерските организации Бујрум, Глас на селото од Куманово и Фондацијата за развој на локална заедница од Штип. Обуките се предвидени на најразновидни теми од општа култура. Тоа подразбира дека работи што не може да се научат во училиште, може да се осознаат на оваа обука. Се работи на децентрализација, на локална самоуправа, на екологија и така натаму. Што конкретно во пример, да ви кажам, значат овие обуки? Ако градиме куќа, која е нашата релевантна институција каде што треба да извадиме дозвола за градење на куќа? Значи, учесниците на обука ќе се запознаат со такви теми и прашања од општа култура. Учесниците ќе можат да се запознаат за процесите на децентрализација во локалните самоуправи преку екологија до бизнис планирање, човекови права, права на граѓани, а понатаму проектот може да прерасне доколку денес обучените кадри го шират знаењето кај младите, жените и останатите групи во нивната локална заедница. Главна цел на проектот е преку интерактивни обуки да се стимулираат младите да знаат што се случува во нивните рурални средини. Значи, проектот е пред се насочен на млади од рурални средини. Преку голем број симулации, обучувачите, односно нашите експерти, ќе потикнат учесниците во обуките да ја зголемат својата информираност за тоа што се основите на нашиот правен поредок, кои се основите човекови права, формите на непосредно учество и граѓански активизам, како и работата на локалната самоуправа. Во тој дел вклучивме и заштита на човекова околина и бизнис планирање и менеджмент, пошто сметаме дека у најголем дел од руралните средини младите не се доволно запознаени со основните начина со кои што можат да идат чекор понатака. Младите во руралните средини имаат поголеми шанси за развивање на граѓански активизам, бидејќи повеќе се познаваат меѓу себе. Поголеми се шансите да се развие граѓански активизам во рурални средини затоа што граѓаните се чувствуваат како да живеат во заедница, се знаат повеќе меѓу себе, истите права и обврски ги имаат и на некој начин е многу полесно отколку во урбаните каде што е побрз животот. Но од друга страна пак руралните средини се соочуваат со многу поелементарни проблеми, како што се водоснабдување, немање на канализација и тука е многу полесно граѓаните да се здружат и да учествуваат во решавање на некој проблем. Проектот треба да ги даде првичните резултати наредната година и вклучува медиумско учество со телевизиски дебати и официализирана форма на барања да бидат доставени до институциите. Предвидено е и формирање на мониторинг тело кое ќе ги следи резултатите од активностите на проектот, кој ќе трае 1 година. Приносите на мед во Крива Паланка годинава се исклучително високи споредено со останатите општини, но и со приносите од 2014 година. Годинава е оценета како исклучително медоносна, а евидентираните околу 260 пчелари од Кривопаланечко, кои имаат околу 8000 пчелни семејства, оваа сезона бележат приноси од околу 15 до 20 кг по пчелно семејство, додека некои од нив имаат приноси од 25 кг и повеќе. Приносите на мед во Крива Паланка годинава се исклучително високи, споредено со останатите општини од земјава, но и со приносите од 2014 година, информираат од Сдруженијето на пчелари Пчела од Крива Паланка. Годинава е оценета како исклучително медоносна. Евидентираните околу 260 пчелари од Кривопаланечко имаат околу 8000 пчелни семејства, од кои оваа сезона бележат приноси од околу 15 до 20 кг по пчелно семејство, додека некои од нив имаат приноси од 25 кг и повеќе. Ова година е една од ретките години
у 10 години таква година може се деси да биде добра медоносна година. Пример се солини. Дека за колкави количини мед станува збор, дали имате податок по пчелно семејство, колку мед е собран? Прецизни податоци нема, тешко се убират податоци, не постои, мислим, начин на пчеларите тоа не го кажуваат кога треба се анкетират, али од оваква разговори со Дружението не иде 15, 20, 25 килограма по пчелено семејство. Добри пчелари имат и повеќе, зависи на што се били определени. Ако се били на мед определени да добијат, има повеќе мед, а некои па се ише на зголемина пчелени семејства. Исклучително важно е да се спомене дека кривопаланечкиот е еден од најквалитетните медови во земјава според чистината, бидејќи се собира во чиста планинска средина карактеристична за ова поднебје. Најзастапен е багремовиот мед, но има и планински и ливадски. Количината на собран мед зависи од наклонетоста на природата, потенцира Славковиќ. Па ово поднебје најзастапено и најголеми приходи дава, ако се погоди добра година, багремиот мед, ливадскиот мед и шумски мед, нешто као ова година имаше го и тоа. Најзастапен е багремовиот. Дали секоја година е така? Не, за жалост треба специфични климатски услови од влага и температура, медот, багремот да меди. Он суди секоја година, али не меди секоја година. Така, од што зависи дали ќе бидат собрани поголеми количества мед, најповеќе и кај багремот, но и од ливадскиот? Се зависи од годината да биде влажна, значи топла година, али најповеќе и преко ноќ да има да не се ладни, значи изнад 15-16 степени температура да биде, па да може да медат. Иначе ако бидат многу ладни, без разлика што има и дожд и сонце, мед нема. Традицијата на пчеларството во Крива Паланка е повеќе децениска, а пчеларите редовно се едуцираат за остварување подобри квалитативни, но и квантитативни приноси. Самото друштво веќе постои 35 години, поактивно се бави, така да и обучавање, едукација, мислам и сознание нови на пчеларите преку друштво се постигнува и резултати има. Кои се вашите тековни активности како здружение? Дали активно се едуцирате, споменавте, посетувате семинари, дали само во рамки на здружението овде или контактирате со здруженија од државата и од регионот? Па да, контактираме ни, доста сме од ретките здруженија во Македонија што малку подобро да работа, така да имам покрај предавање што имаме од наши предавачи, доведуваме предавачи од Србија и од други градови на Македонија, прикажување на филмови, посета на сајмови во Белград, во Камена, во Сталач, во Пловдив, во Бугарија, ево најпосле беа во Кочани. Од Сдруженијето на пчелари Пчела од Крива Паланка апелираат на поголема организација и формирање повеќе откупни центри за подобар пласман на медот, чија цена годинава во земјава се движи од 300 до 350 денари во истокот од државата, па и до 800 денари тегла во Западна Македонија. Невладината организација ЦИД одржа дискусија на тема законско регулирање на ученичко однесување. На оваа дискусија беа присутни и дискутира ученици од повеќе основни и средни училишта од Куманово. Членовите од невладината организација ЦИД одржаа дискусија со цел младинските организации, односно представниците од средните и основните училишта во Куманово, да дискутираат за законското регулирање на училишното организирање. Како носител на проектот е сега коалиција сега, значи од Прилеп и во соработка со Медјаши и МОФ од Скопје, така што имајќи во предвид долгогодишното искуство со ученичко организирање, сметат дека можни се унапредување во овој смер со тоа што би се младинското учество, односно ученичкото учество во средните и основните училишта би можело да се регулира со закон, со тоа што тоа организирање би било поформално и на тој начин би се подигнало и информираноста, но и можноста за учество на младиве во различни структури внатре во училиштето. Од невладината организација вела дека врз основа на дефинираните причини за средношколската организација, локалните дискусии треба да се насочат кон неколку теми: јакнење на свеста за потребата од овозможување на ученичко учество во образовниот систем, користење на современи електронски алатки, нови традиционални форми на комуникација за согледување на добри компаративни искуства, создавање на модалитети за овозможување ученичко здружување и учество во образовниот систем, развивање на концептот на ученичко организирање и форми за делување на учениците во заедницата.
4 поединци и 2 правни субјекта од Куманово се годинешните добитници на ноемвриската награда, соопшти на пресконференција претседателката на Општинската комисија за одбележување празници и манифестации. 4 поединци и 2 правни субјекти се годинешни добитници на ноемвриската награда. Наградени се Светлана Античјовчевска, новинар, писател и публицист, Мирослав Петровиќ, поранешен тренер во бокс, Томислав Нешковски, гитарист и ликовен уметник, Мерилин Стојановска, кореограф и председател на студиото МАК, библиотеката Тане Георгиевски и културно-уметничкото друштво Бајрам Шабани. Од комисијата потенцираа дека наградите се изгласани во конструктивна атмосфера со поддршка од различните членови кои доаѓаат од различни партии и коалиции. Комисијата за доделување на награди и признанија и одбележување на празници и манифестации донесе одлука да оваа година носители на престижното признание Ноемвриска награда на град Куманово за 2015 бидат 4 физички лица и 2 правни субјекти. На општо задоволство на сите, одлуката беше донесена со огромно мнозинство гласови, консензуално значи, да, со тоа што ќе нагласам дека бројката е сосема солидна. Има и уште луѓе кои што можеби заслужили да станат носители на оваа награда, меѓутоа не би оделе на тоа да истата се девалвира со тоа што ќе се доделат многу награди. Поединците се заслужни граѓани на општината од различни области. Тие се препознатливи со својата дејност луѓето кои што твореле и кои творат за нашиот град и кои го презентираат. Двата правни субјекти кои се годинишни добитници имаат долгогодишни традиции и годинава одбележуваат по 70 години од своето постоење. Мои искрени честитки на останатите, им посакувам да не застанат со своите амбициозни творештва и секако наредните години има простор за нови кандидати, се надевам во што поголем број. Наградите ќе бидат врачени на 11 ноември на свечена седница, а се доделуваат во вид на диплома и паричен износ, за која е донесена одлука од Советот на општината. Основното училиште Браќа Миладиновци од Куманово во Бернавил, Франција, нагости кај тамошното основно училиште. Целта на оваа посета е преку разни активности, презентации и ликовни творби да се запознаат одблиску двете училишта и да се оствари размена на ученици. Основното училиште Браќа Миладиновци започнуваат соработка со училиштето од Бернавил, Франција. Тоа е основно училиште кое одговара на возраста од 10 до 14 години. Организаторот на проектот и професор по француски јазик Зорица Пиргановска, заедно со нејзиниот долгогодишен соработник Емилија Николовска, ќе го посетат училиштето од 7 до 14 ноември. Целта на ова посета е да се запознаат со директорката и професорите од училиштето во Франција, на кој освен што ќе си разменат искуства од едукативен карактер, ќе се разговара и за начинот на соработка помеѓу овие две училишта за понатамошен период и размена на ученици која се очекува за април наредната година. Значи, ова е работна посета всушност, кај што треба да се запознаеме со професорите, со учениците, со директорката и да го дефинираме, значи, проектот, како би соработувале, да не биде тоа се преку интернет, значи како што сега оди проектот, туку да стигнеме до крајната цел, а тоа е размена на ученици. Тоа го очекуваме некаде во април, кога треба да дојдат професорите. Се надеваме дека ќе успееме, значи да постигнеме договор, да дојдат и од учениците, да го видат нашето училиште, да се запознаат поблиску со нашата култура, нашиот менталитет овдека, да се дружат со учениците. Соработката ќе се одвива преку разни видеопроекти, ликовни цртежи на кои е представена Македонија, творби за секојдневниот живот на нашиот град, направена е презентација со најпознатите споменици, а во исто време работено и видео и од нивна страна, во која ќе можат одблиску да се запознаат и двете училишта со културата и традицијата. Изработивме презентација на нашето училиште како видео, едно видео кој ќе биде интересно да се види таму за тие ученици, за тие професори. Потоа направивме презентација за градот и презентација за нашата република со најпознатите споменици. Значи, во исто време, значи, нивните ученици работеа видео и работеа разни други проекти, значи она што ние го работевме и тие исто. Ова е голема придобивка за училиштето со тоа што учениците ќе излезат надвор, ќе може да ја посетат Франција и одблиску да се запознаат со начинот на живење, нивниот училишен систем, во кој заинтересираноста на учениците за изучување на францускиот јазик ќе биде на уште поголемо ниво.
Со целовечерен концерт културно-уметничкото друштво Байрам Шабани од Куманово го одбележа јубилеот 7 децении од основањето на ансамблот. Во преполната сала на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, љубителите на албанската музика уживаа во народните песни ора од Кумановско. Членовите на културно-уметничкото друштво Байрам Шабани со целовечерен годишен концерт го прославија јубилеот 70 години од постоењето. На сцената во Кумановскиот центар за култура беа представени традиционалните албански песни и ора автентични за Кумановскиот регион. Денеска е вториот ден од манифестацијата 70 годишнина на Кут Байрам Шабани. Вчера имавме средба со сите ветерани, бивши преседатели, бивши членови, врачевме и вака плакети за минатиот труд во друштвото. Исто така поделивме ова плакати и за спонзорите, наши спонзори кои не поддржуваат цело време. И нормално во оквир на ова не поддржува и општина Куманово. Чествувањето на јубилеот започна ден предходно со средба на членовите и раководителите на здруженијето низ годините, а на најзаслужните им беа доделени признанија, информираше Дритан Рамадани, председател на ансамблот. Моментално културно-уметничко друштво брои повеќе од 50 членови, бидејќи некој доаѓа, некој не доаѓа, тоа е работиме во оквир на волонтерство. Друго е што ние работиме моментално, вежбите ги одржаваме во гимназијата Сами Фрашри. Настапуваме секаде, значи во Балкан насекаде, почнувајќи од Црна Гора, Босна, Албанија, Косово и до Турска. Значи имаме фестивали кои не повикуваат секоја година, учествуваме и никогаш не се враќаме без признание. Друштвото е основано 1945 година од група интелектуалци, ентузијасти на културата во Куманово и од тогаш до денес имаат околу 1000 настапи како во Куманово, така и надвор од земјава, како и бројни награди и признанија. Денес бројат повеќе од 50 на членови од најмало до најстара возраст. Инфраструктурата во Република Македонија е раздвижена, изградени се многу патишта, моментално се работи на 3 автопати, а до 2070 година е планирана изградба и санација на уште многу патишта ширум целата држава. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, одговарајќи на пратеничко прашање, истекна дека во моментов се работи на автопат Димир Капија Смоквица 28 км, а нови автопати се градат во правец Миладиновци Штип 47 км и автопат Кичево Охрид 57 км. Моментално се работи на делницата Велес Катланово, која е во завршна фаза и околу 95% од работите се завршени. До крајот на годинава ќе ја пуштиме, рече Мисајловски. Посочи дека планирани автопати за изградба се автопати Смоквица Гевгелија, за кој веќе е распишан тендер, Куманово Миладиновци 23 км, Требиниште Струга ќе започне изградбата од 2016, Густивар Кичево нов автопат 42 км, кој ќе се прави со јавно-приватно партнерство. Во завршна фаза е проектирањето. За автопатската делница Скопје Блаце, Македонија доби €1.000.000 грант за изработување на основен проект и физибилити студија. Рехабилитација на автопатската делница Неготино Демир Капија 8 км предвидена е за 2017. Убеден сум дека ќе ја почнеме најверојатно и следната година, рече Мисајловски. Посочи дека целосно е реконструиран регионалниот пат Маврово-Маврови Јанови во должина од 6 км, а завршен е и патот кон манастирот Зрзе во должина од 7,5 км. Патишта во моментална изградба се Скопје Сончев град во должина од 4,4 км, регионален пат Опаја Белановце Станчич, граница со Косово, кој треба да се заврши во 2016 година, изградба на експресен пат Велес Кадрифаково, кој моментално се работи 26 км, Битола Ресен Буково, Мокрино Смолари, Нов Дојран Николич, Тетово Бравеница Чегране, кои моментално се работат, наброи Мисајловски. Министерот посочи дека според предвидената динамика, планирани патишта за изградба се Клепач Новаци, кој пред неколку дена започнал да се гради во должина од 19,3 км, Бошков мост во Дебар, Делчево Голак, Мелнички мост Центар Жупа, Лажани Ропотово Црнилиште, Кривогаштани Обрашни Волјани, Кочани Делчево Градско Прилеп, Охрид Пештани, Штип Кочани, Штип Радови, Шранковце Крива Паланка, Проби Штип, Ски центар Пониква,
Кичева, Крива Паланка, Македонска каменица, Стара Конјарево, Ново Конјарево, Кичево Дебар и многу други. Повеќе од 15.000 луѓе излегува на протести во Романија. Експерти велат дека рускиот патнички авион бил урнат со експлозија. 500 лица спасени по пукање на браната во Бразил. Свето денеска. Повеќе од 15.000 лица излегоа синоќа на протести во Букуреш и други големи романски градови во знак на протест против корумпираната според нив политичка елита. Неколку дена по пожарот во ноќен клуб во кој загинаа 32 лица. Премногу корупција, премалку правда и корупцијата убива, скандираа демонстрантите на четвртиот поред ден протести што во средата доведоа до оставка на владата на социјалдемократот Виктор Понта. Стотици лица учествуваа посебно во тивок марш во спомен на жртвите во пожарот. Тие запалија свети пред зградата во која се наоѓаше дискотеката во центарот на главниот град на Романија. Според очевидци и обвинители, пожарот бил предизвикан од пиротехнички спектакл на хард рок концерт и серија кршење на безбедносните правила. Шефовите на ноќниот клуб се во притвор за убиство од небрежност. Европските експерти кои ги прегледаат двете црни кутии од руски патнички авион што се урна во Египет синоќа соопштија дека причината за несреќата не била случајна и дека по 24 минути од полетувањето во леталото дошло до експлозија. Како што јави CNN, повикувајќи се на Франс 2, експертите објавиле дека врз основа на снимките од разговорот во пилотска кабина и податоците за летот, утврдено е дека експлозијата не била несреќен случај, како и дека во почетната фаза на летот немало никакви знаци за механички дефект. Во текот на првите 24 минути се било во ред, а потоа во дел од секунда дошло до прекин и немало никаков разговор во пилотската кабина, што експертите ги уверува дека во авионот била поставена бомба, објави телевизија Франс 2. Предходно рускиот претседател Владимир Путин се согласи со препораките на Федералната служба за безбедност да се прекине воздушниот сообраќај со Египет додека не бидат разјаснети причините за несреќата. Рускиот претседател исто така побара воспоставување на соработка со Египет за гарантирање на безбедност во воздушниот сообраќај. Пожарникарските екипи успешно спасија 500 преживеани луѓе по пукањето на брана во југоисточниот дел на Бразил, при што загинаа 17 лица. Потрага по преживеани во надојдената кали земја траеше деноноќно. Браната попушти во четвртокот, пошто одрон земја се урна врз селото Бенто Родригес со околу 600 жители во регионот Минас Гериес. Во несреќата животот го загубија најмалку 17 лица, колку што засега се официјално потврдени, а повредени се над 50, изјави шефот на локалната противпожарна служба. Тој предупреди дека уште 40 лица се водат за исчезнати. Кошаркарскиот клуб Куманово не успеа да врзе две победи во низа по славието во Еврокупот против финците. Спортските миленици на кумановци се поразени на гостувањето во Струмица од домашниот шампионат со 101-93 дури по продолжение. Петото коло во првата македонска кошаркарска лига очекувано сепак ќе мине во знакот на вечното дерби меѓу најголемите ривали во Макбаскетот. Војане Сандански гостува Работнички. Лудите ривали во четврток ќе го одиграат второто вечно дерби сезонава во полуфиналето од Суперкупот во Охрид. Шампионот МЗТ Скопје Аеродром извојува убедлива победа против подмладениот Работнички. Во Кумановската гимназија Гоце Делчев се одржува турнир во пинг-понг во чест на 11 ноември, денот на ослободувањето на Куманово. Турнирот се одржува во рамки на одбележувањето на деновите на градот, а го организираат Општинскиот сојуз на спортови и локалната самоуправа. Во Кумановската гимназија Гоце Делчев се одржува турнир во пинг-понг во чест на 11 ноември, денот на ослободување на Куманово. Меѓународниот турнир во пинг-понг се одржува по традиционален 6-ти пат и е насловен Куманово 2015. Турнирот се одржува во организација на Општина Куманово и Општинскиот сојуз на спортови. Надпреварите се играат во две категории – кадети и кадетки и ветерани. Ова е 6-ти поред турнир, меѓународен турнир во пинг-понг Куманово 2005 година. Се играат три категории, тоа се кадети и кадетки и ветерани во попладневните часови. Во овој момент сега кога сте во салата на гимназијата Гоце Делчев играат кадетите и кадетките. Надпреварите привршуваме уште малку, се играат уште едно до две кола, треба да се завршат, инаку ова е поединечно надпреварување. Имаме екипи од
речиси од сите градови во Македонија. Да не ги набројувам, имаме гости од Република Србија, од Пожега, кои ни се традиционални гости, еве 6 пат поред. Учесниците задоволни се од организацијата, очекуваат да се стекнат со искуство, но и да победат. Младиот надпреварувач Методи Бужаровски веќе учествувал на државни првенства, каде што устварил забележителни резултати. Кажи ми колку време тренираш пинг-понг и од кој клуб доаѓаш? Со пинг-понг се занимавам веќе 5 години, почнав од мојата 9-та година и тренирам во клубот Скопје Рисови. Колку си задоволен од тоа што го имаш постигнато, кои се твоите најголеми достигнувања? Задоволен сум од тоа што го имам постигнато. Оваа година бев државен првак на Македонија и се надам дека оваа година повторно ќе видам. Надпреварот се одржува во рамки на програмата за одбележување на денот на ослободување на градот. Куманово во мај 2016 година ќе биде домаќин на спортската манифестација Гимназијада, беше истакнато на седница на Советот на општина Куманово. Тргнувајќи од фактот дека спортувањето кај младите влијае одлично на здравјето и на правилниот телесен развој, меѓутоа и на интелектуалниот, естетскиот и моралниот раст на целокупното општество, на одговорните им е зададена и задача да им овозможат на децата и на младината воопшто повеќе квалитетни дополнителни програми за спорт и спортска рекреација со цел да победат во надпреварите со пороците. Еден од најдобрите формати е спортската гимназијада, која што е мегдан за учениците од средните училишта од Македонија. Општина Куманово сезонава ја заслужи честа да биде домакин на гимназијадата. За да се добие ваква манифестација, односно ваков спортски настан се предусловите кои општина Куманово и ние како општински сојуз на спортови ги исполнуваме во соработка со председателот и управниот одбор на училишен спорт на ниво на Република Македонија, а тоа се инфраструктурните објекти и целокупната организација која ни е доделена на општина Куманово и на општински сојуз на спортови да биде во општина Куманово. Средношколските спортски смотри во сите години од своите 2 децении постоење даваат значен придонес кон подобрувањето на квалитетот на живење на младите и насочување кон спортот и здравиот живот, меѓутоа нудат и потребно освежување за националните селекции на Македонија. За потребите на оваа гимназијада Куманово широко ќе ги отвори своите порти да ги вгости младите надежи од Македонија, за да им овозможат достоинствена арена за надпревар, како и атмосфера за другарување. Силите ги издружија најповиканите институции. Министерството за образование и наука, Агенцијата за млади и спорт, Федерацијата на училишни спортови на Македонија и секако градот Куманово. Сите сали кои се во собственост на основните и средните училишта, сите спортски сали кои се на ниво на општина Куманово ќе бидат ставени на располагање со сите термини кои ќе бидат одредени и мислам дека спремно ќе го дочекаме овој настан, спортски настан. Сите деца ќе бидат или спортисти, односно средношколците кои ќе бидат активно, кои ќе земат активно учество од другите градови, ќе бидат сместени кај нашите деца, бидејќи тоа е пракса. И мислам дека со добра организација спремно ќе го дочекаме овој настан. Токму на домакините е најголемата одговорност да го спроведат безпрекорно замисленото 3-дневно спортско доживување како што доликува, како и да се истакнат со постигнувањата. Мислам дека конечно ќе видиме во некои од овие спортови кои ќе се одржуваат во Куманово и први, бидејќи за малку учествуваме во финале, бевме втори, бевме трети и мислам дека и домашниот терен и припремата на нашите спортисти на секој ниво ќе биде таква да очекуваме и некоја од златните медали. 1000 учесници, 60 на училишни тимови, 6 дисциплини, а на располагање ќе им бидат спортски борилишта кои што ги исполнуваат највисоките стандарди. Објективна е оценката дека востанувањето на меѓуопштинското фудбалско надпреварување се покажа како вистински погодок. Уште еднаш се уверивме дека Крива Паланка и регионот воопшто има верни следбеници на најважната споредна работа на светот, додека публиката исто така ја истекна својата жет за планетарно најпопуларната игра. Тргна и четвртата надпреварувачка кампања во меѓуопштинската фудбалска лига. Најмногу од се радува фактот што младите демонстрираа потенцијал и потреба за што почести средби на зелениот терен. Учествуваат 8 екипи, 5 од Крива Паланка, 3 од Кратово. Прв освојувач на шампионската титула ќе остане запишан составот на Силкрат, кој со максимален ефект стигна до највисокото место и можноста да се надпреварува во третата македонска лига. Конопница ќе го брани насловот, додека конкуренти се Премиер, Медицинар, Руен, Осогово, Силтекс, Кратово, Силкрат. По четврта сезона како е формирана меѓуопштинската лига се одиграни 3 кола, досега све оди по редослед како што треба, на убедливо
фудбалскиот клуб Конопница е на прво место. Наши повозрастни играат околу 100 играчи кои се регистрирани во Комет систем и секоја екипа е регистрирана и се водат во евиденција на Фудбалска федерација на Македонија. На принцип две сезони по 7 кола, тоа се 14 кола. Надпреварувањето требаше да тргне малку порано, па со оглед на тоа есенскиот дел ке задоцне и некои дуели ке се играат дури во декември. Меѓутоа фудбалерите наострени за новиот меѓуопштински предизвик, зашто сведочи и податокот дека изминатиот период вредно се подготвувале. Како и да е, сите кои беа дел од лигата се задоволни од понуденото и од вкупната атмосфера во надпреварувањето. Велат поискусни и сега се сигурни дека вакво нешто било потребно, па полетноста на нашите надежи, кои сите ги уверија во својот талент и амбиции, уште еднаш ке се најде на испит на поискусните, а сигурно подеднакво мотивирани во престојната сезона влегуваат и малку поискусните сограѓани и колеги на младите фудбалери. Младинците на премиер собираат искуство во регионалната лига. Како почетници, ипак полека дечињата се навикнаа и почнуваат веќе да покажуваат некој успех на игра. Мислам дека како оди сезоната понатаму, дека ќе се стекнат со поголемо искуство. Веќе почнува вториот дел од надпреварувањето во таа пионерско и помладо пионерска лига на североисточниот регион по покровителство на Фудбалската федерација. Во недела тука играме со New Stars од Скопје. Тоа е веќе 8 коло од таа лига. Нашите дечиња немаат уште некој позначителен резултат, ама мислам дека постепено се навикнаа и ќе дојде редот и на резултатите. Има 3-4 дечиња кои така малку се излегуваат во горна линија од другите, ама уште е рано, не треба да ги фалиме, зашто треба уште многу тренинг, ткалење, па да станат што очекуваме. Преостанува на сите да им посакаме среќа и да победи најдобриот, а вие можете да дојдете да уживате секако и да ги поддржите фудбалерите. Постигнувањата од викенд, фудбалските возбудувања од меѓуопштинската лига, очекувајте ги на К3 телевизија. Македонската ракометна селекција ремизираше со 30-30 против Црнагора во вториот дуел, кој е дел од надпреварувањето во умак. По загубениот дуел од Хрватска со 29-21 избраниците на Ивица Обрван има можност за поправање на впечатокот, како и за наметнување кај селекторот за Европското првенство во јануари. Ова пред се важи за помладите ракометари. Надпреварувањето беше дел од подготовките за учество на Европското првенство, кој на почетокот од следната година ќе се одржи во Полска. Селекторот Ивица Обрван настапи со дел од стартната постава, како и да се реши да им даде шанса на помлади репрезентативци кои настапот во умак треба да го искористат за да се наметнат за место во националниот тим. Времето во Македонија беше сончево со слаб ветер од северозападен правец, кој на повисоките места и на планините беше умерен. Еве какво време ќе има североистокот во следните денови. Тоа беше се во третиот дневник. Останете на К3 и имајте пријатна вечер.